Почитувани, добар ден. Продолжуваме со разговорите со кандидатите за градоначалници на општина Прилеп. Денеска разговараме со Јасмина Стојковска, кандидат за градоначалник од партијата Демократи. Особено задоволство и чест ми е што можам денеска да ве представам пред прилепчани за она што планирате, кои се вашите ставови во поглед на престојните локални избори 2025 година. Јас предлагам веднаш да започнеме со прашањата. Првото прашање е она што најчесто им се поставува на кандидатите за градоначалници, а тоа е: која е главната причина, мотив што ве наведе за кандидатура за градоначалник на општина Прилеп? Има ли една жена, поддржана од политичка партија, воопшто шанса за успех на престојните локални избори во општина Прилеп? Драго ми е на поканата што ме поканивте и драго ми е што моите прилепчани ќе можат да ме запознаат преку вас, преку медиумите и ќе ги запознаат моите ставови, држења, цврсти ставови за она како мислам да се развива и понатаму Прилеп, па и Македонија. Прво да се представам. Јас сум Јасминка Стојковска, потекнувам од Прилеп, сум од мешовито семејство, мајка србинка, татко прилепчанец, така да од многу мали нозе научив да ги спознавам разликите и да согледувам различни култури и уредувања како тоа би требало да изгледа едно квалитетно општество и квалитетна држава. Она што ме поттикна да бидам дел од ова изборна кампања е предизвик. Предизвиците на мојот, на нашиот редок свет, на сите оние кои се маргинализирани, посебно јас како активист за човекови права, се борам за лицата со ретки болести и попречености. Меѓутоа, тука не ги изоставам ниту семејствата во ризик од сиромаштија, жртви на семејно насилство, што денеска многу ни се случува. Гледам Прилеп, сиромашен град, ако помините покрај улиците на Прилеп, ќе видите сиромашен град, стари куќи, растурени фасади. Има многу да се вложува, многу да се менува, а затоа треба од некаде да се почне. Значи, има многу проблеми. Јас себе си не се гледам како жена. Најпрво да кажам, се гледам како жител на Прилеп, како човек. Колку тоа успеват жени или мажи во овој свет е колку и ќе понудат, а и шансите може би не се исти. Мажите управуваат секако, меѓутоа јас не се гледам како во таа поделба, например, мажи и жени. Се гледам себе си како квалитет на човек и така ги ценам луѓето. Човечноста, хуманоста е многу битно. А другото дали е маж, жена или која етничка припадност, партиска припадност, тука нема. Да кажам дека сум кандидат на Демократи, јас сум кандидат, независен кандидат, преседател на Сдруженијето Мојот редок свет за лица со ретки болести и попречености. Самата сум со ретка болест, меѓутоа ме поддржаа Демократи во нив видов дека можам да останам автентична и да ја зачувам својата независност. Значи, моите размислувања тие ги поддржуваат. Така да тоа е многу важно за една политичка партија да прифати и така ќе се гласа не за партија, туку за човек, за личност, за квалитет. Мислам дека доволно објаснив зашто. Да. Политичката партија Демократи, која што ве поддржува во кандидатурата за градоначалник на општина Прилеп, за прв пат на овие локални избори има кандидат за градоначалник со поддршка, како што рековме, како независен кандидат. Каде што пак во општина Прилеп од независноста до денес има најмногу кандидатури за градоначалник, вкупно 9.
Што мислите, на што се должи тоа според вас? Дали тоа е резултат на одредени демократски процеси кои што се случуваат во државата? Дали тоа значи дека луѓето пак сакаат да излезат, гласачите сакаат да излезат од црно-белиот свет во доминација на двете најголеми политички партии? Точно, демократи за прв пат ме поддржуваат некој кандидат за градоначалник. Она што можам да го кажам дека зошто граѓаните најпрво тоа ме беше мислата додека ми поставувавте прашања, повеќе прашања беа најпрво да ги поздравам сите кандидати, 9 кандидати кои се ќе бидеме заедно во трката и многу на секој му посакувам успех и многу е битно меѓу себе да ги одржиме оние нормални релации, без навреди, без како поединци да се цениме, а тоа што некој има поголема, помала политичка партија и партиите како работеле во меѓувреме, тоа не зависи од личноста. Да и дајме предност на личноста да се истакне по квалитет и да народот може да одбери на тој начин што сака за градот и како сака да градот во иднина да се развива. А другото прашање беше во однос на црно-белиот. Дали сметате дека помалите партии или независни кандидати имаат шанса на овие локални избори? Не знам, тоа не можам да го проценам. Еве викат дека нема потреба, дека веќе големите партии веќе најавуваат дека победуваат во многу општини и значи јас ако со тоа се замарам, ќе остани да се откажам, така нели, од кандидатурата. Така да народот треба да има свест, а мислам дека тие 9 кандидати или се мали партии кои пак веќе некои личности 100 пати се појавувале досега во тие ови 35 години, па сега не позадината му е истата партија, меѓутоа нови прават партии, пак ќе се фузираат заедно и затоа еве ВМРО истакна дека има 25 политички партии. Зошто не дозволи на малите политички партии да се здружат ако таа е една од големите партии, нели? Така, колку има шанси, не знам, народот, критичната маса колку е задржана во Македонија, народ е во едно не сив, туку црн свет. Младите се иселуваат. Младите не трпат ова што се случува. Денес и си барат, и што е нормално, некој подобар живот. Дали сметате дека токму тоа што има 9 кандидати се должи на одредени позитивни демократски процеси во држава? Пак ќе речам, ви кажав од моето излагање, можно е и позитивни процеси да се, а можно е и сето под команда на големите партии. Тука никој не може да знае. Меѓутоа, мислам дека народот е сит од едно мрачно живење. Видете вака, јас многу често кажувам дека во лето претежно точно ради сонцева, ми рековте сонцето да не ми смета, викам природен витамин Д, сум во Охрид ми одговара климата и гледам таму постојано посетители на Охрид, македонци со толку свенати фаци, толку несреќни луѓе. Тоа е незамисливо. Вие не можете, ако има еве, сега се случува концерт со Дино Мерлин, одма негативно, одма преку само на негативно се мисли како да се искритикува. И точно затоа јас се кандидирав. Затоа што години наназад јас критикувам, а време е да пробам да променам нешто. Многу е убаво што одбравте оваа локација, да ви кажам дека пред 3 години, 4 години, може од 2020, не знам, мојата замисла беше на светско ниво, меѓународно ниво, 29 февруари ден на ретки болести по пречености и беше настанот беше игралиште од соништата, живот од соништата за секое дете. Ова инклузивно игралиште е по некоја моја замисла. За жал, никој не ме праша потоа како јас то го замислив, како го осмислив и што сакам
Дајте ми локација, јас ќе ја средам, ќе побарам ако треба и донатори, помогнете и вие. Меѓутоа, никој не ме покани, никој ме покани на отварањето, чисто да земиме присуство како здружение. Сега, мотивот за се, велам, малку ќе прошириме. Не живот, игралиште од соништата. Треба игралиште од соништата, живот од соништата за секој граѓанин на Прилеп. Се сложувам. Дел кажавте од она што сте се соочиле во однос на тие лавиринти како граѓански активист. Вие сте позната во Прилеп во однос на борбата за човекови права, за поодделни маргинализирани групи. Колку и како правичната борба за одредени прашања во Македонија може да вроди со плод, верувате ли во системот? Јас не верувам во системот и не може. Во Македонија не може. Еден краток податок ќе ви кажам, затоа што еве конкретно за лицата со ретки болести на светско ниво е дека 1 на 2000 жители, ако има одредена диагноза, се смета за лице со ретка болест. Значи, тоа не е толку многу. Постојат, и едно во светот, постојат нулта прв пат диагностицирана некоја болест. Меѓутоа, дефиницијата е 1 на 2000 жители. Многу луѓе со хендикеп и не знаат дека имаат ретка болест, дека имаат ретка диагноза во колички. Вие не гледате секојдневно колку во Прилеп има со колички. 1 на 2000? Не. Многу повеќе. Нема во Прилеп со инвалидски повеќе од 1 на 2000. На 2000 жители во Прилеп, 1 треба да биде. Ме разбирате? И тие различни се диагнозите. Сега да ви кажам дека или 5% од населението на 1.800.000 жители во Македонија, да ги земиме, 5% се 90.000 жители, а во регистарот на ретки болести во Македонија имаме 960 лица. 1/5. 0,05 од милион жители. Така да потоа можете да видите по тие податоци, тоа се факти, податоци, ги има регистар, за тоа се бориме. Не сум само јас и ова не е моја борба, не е само јас да сум позната во Прилеп. Јас се борам во Македонија, се борам на Малта, сум се борила, во Израел сум се борила, сум амбасадор на НДЦ медицина во Израел, сум се борила. Нашето здружение е дел од Еврордис, ми посакаја успех и ми посакаја здравје. И да променам нешто, ми порачаја. Еврордис е европска организација за лица со ретки болести. Значи, па и Норд од Америка, така да сум присуствувала на многу конгреси, семинари, онлайн, некогаш во живо, меѓутоа сум во текст со сите работи и сите сме во текст, тешко е со ретките болести, ама еве да се прошириме и на нешто да промениме преку институциите, прво на локално ниво, од ситно, па да промениме за сите. Затоа што тука се и семејства. И то се шири, мрежата се шири. Продолжуваме со она што се случува на политичката сцена во Македонија. Големите политички играчи во Македонија речиси да не направија пауза во кампањата за освојување глас повеќе на престојните избори. Каква кампања да очекуваат прилепчани од вас? Вие и сами рековте дека зависи тоа од многу фактори, но еве во смисла на тоа каква форма на кампања може да очекуваат од вас? Митинзи, средби со граѓани, пресконференции и така натаму. Така, тоа зависи се тој од средствата. Нели кажав, прво средствата, еве, секој медиум кој сака да ме слушне, јас сум расположена да ме слушне преко медиуми, исто така гледам, не мислам, знаете што, тие собири, партиски, што се под наредба, да речам, луѓето и се плашат да излезат, да ве видат. Се плашат од другата партија можат да бидат видени, ме разбирате? А јас, например, како граѓанин и секој граѓанин има право да си го ислуша секој, за да може да одреди за што да гласа. А вие, ако ве видат
пример, да не сакам многу да ги потенцирам другите политички партии, кои како, меѓутоа ако ве видат од некоја партија сте член, а да ве видат дека стоите на митинг, на представување од друга партија, одма сте пикадо. Така да, тоа не знам колку може да роди со плод, меѓутоа, еве сега ќе откријам, размислувам да имам некоја идеја да се со граѓаните преку во такси, возило, да се сретниме, да видиме релација, тој оди дотаму, тој директни средби и директно на местото да се види кај улицата, факти. Точно факти кои има проблем, не мора ни да се видат граѓаните, пак ќе речам, затоа што јас и од една страна сум и обучена, колку сум, не сум како вас, ама сум граѓански новинар на Цивил. Така да, Тоа е формата. Формата е некоја таква. Плюс, еве, од партијата додатно. Јасно. Да се осврнеме на отворените прашања во Прилеп, да се вратиме значи во нашата локална заедница. Што вам најмногу ви пречи како граѓанин во заедницата, кое што би го решиле веднаш? Чист воздух и здрава животна средина и транспарентност. И. Да. Значи тие се три отворени. Затоа што без чист воздух, земја, почва, вода, ништо не успева. Не можете вие да имате нешто квалитетно, прво здравието за човекот. Значи пристапност е исто битна и исто така не можете, ако вие немате пристапност, ако немате убави патишта, убави улици, ништо не можете да функционирате. Да, транспарентноста е битна и доколку би требало да се започне со дигитален буџет на општината во најскоро време, за да се знае каде, колку пари одат во општината и со колку таа располага и каде ги наменува. Зошто го велам тоа? Затоа што вие не можете да очекувате и од сиромашна општина, без пари. Како можете? Не може комшијата да ви дај, не може. Еве, имаме сите комши. Рачунајте општината, па и државата како едно семејство. Кој едно сиромашно семејство би го направил богат? Но сите заедно ние можеме да си помогнеме меѓу себе. И секако да ја градиме општината заедно и заедно да ја чуваме. Има ли сфери од општественото живење кои што би ги ставиле во преден план? Или што би направиле прво доколку ја добиете довербата од прилепчани? Прво, Барем нека бидат неколку, да ги наброиме неколку кои што се приоритетни за вас. многу е битно да има некој систем на социјална продавница. Многу голем број. Македонија е на тапата на тапет на сиромашни земји и народот живе во сиромаштија, така да во соработка со големите компании, барем прехрамбени, да има некои придобивки со малите локални фирми, Футура или било кој, да се има некој социјален програм. Значи поврзаност, бизнис секторот со граѓанството. Да, со граѓанството. Битно е, за мене е се битно, верувајте дека битно е многу младите да не заминуваат како да се обезбеди, то не оди така лесно. Битно е да имаме центар за згрижување на жртви на насилство. Битно е економијата, локалната економија. Многу е битно да се посвети внимание на локалните ресурси и подобрување на домашната економија и стопанство. Многу е битно тоа. Тие се отприлика приоритетите. Па се приоритети, се е приоритет. Нема тука прво сега видете вака приоритетите си има сектори екологија. Ние имаме во општината, мислам дека имаме канцеларија од Министерство за екологија. Тие треба паралелно со другите или за ова инспекциите треба да се на терен, сето треба да си функционира нормално, така? Јасно.
Госпоđo Стојковска, значи доаѓаме до крајот на нашиот разговорот. Се надевам дека ги зачнавме најважните теми, но она што како последно прашање еве со кандидатите за градоначалници е на што се темели вашата предизборна програма, ако се земе во предвид дека реализацијата на ветувањата и планираните проекти најчесто зависат од централната власт. Го спомнавме на почетокот она што е проблем, а тоа е децентрализацијата. Колку тоа може да влијае доколку вие стекнете довербата и бидете идната градоначалничка на општина Прилеп? Сега, децентрализацијата е битна работа. Не може граѓаните од Прилеп, за граѓаните од Прилеп, за иднината на Прилеп да одлучува некој од страна. Нити, пак ќе речам, споменам едно семејство. Не може да одлучува. Да, и да ми даде некој пари, еве за моето семејство, јас располагам со тие пари, а не некој друг. А вака ние, Прилеп е многу богат град. Со ресурси, мислите? Со ресурси. Прилеп требаше да биде прв град во Македонија само по тутун и по мермер. А замислете дека порано Македонија табак, сега Филип Морис, државата, тука и има големи играчи, а народот кој го работи тутунот дури се откажува да го работи. Ако нема, зошто не може, например, некој друг да отвори комбинат или нешто да се занимава со тутун во Прилеп? Зошто? Зошто мермерот да се дава на други? Зошто во Прилеп нема уметничко училиште за изработка на скулптури, на било што од мермер? Како мермерот кај нас се извезува? Во камења, а некој може да го обработува. А кај нас ние си седиме и чекаме од кој, како е даено на концесија, дали оди некој на берза да се види како е мермерот. Еве гледаме дупло поскапи кафето. Не можете да концесија за без пари вие да ги давате вашите ресурси. Зошто нашите млади да не ги насочите? Видете, и уште ова ќе го кажам. Пак потенцирам дека јас настојувам, многу одамна и го зборувам заштита на домашното производство. Слободна трговија, да, меѓутоа во проценти, а своето производство си го заштитиш преку даноци, преку стимулација на тие работници, не само да некој ни ги црпи ресурсите. Еве прост пример со странските инвестиции. Вие дали знаете дека во странските инвестиции носат од Србија работници? Дека тие, например, 5000 души не се сите од Македонија, дека идат од Врање, од Бујановаc, јас сум Бујановчанка, и дека тие луѓе си заминуваат и утре таму ги трошат парите. Кај нас нашиот земјоделец ако произведи, например, жито за 10 денари, вие го увезувате за 100 денари, тие 10 денари остануваат во Македонија. Тие 5 денари во пример, еве во Англија, Франција, заминуваат во Франција толку, готово, завршена работа. Значи сте застапник на либерализација и децентрализација во однос на тие процеси. Јас ви благодарам за разговорот, се надевам дека ќе имаме прилика повторно да се сретнеме и да разговараме на темите кои што во моментов се актуелни, се со цел да можеме да излеземе во пресред и на граѓаните пред се, но и на кандидатите за градоначалници на општина Прилеп. Јас ви благодарам што ме повикавте и што сум дел од вашата екипа.